А во пресред на локалните избори 2025 година, јавната комуникација и политичката реторика повторно се наоѓаат во фокус. Следниве 15 на минути тема во Македонија наутро, како треба да се зборува со граѓаните, што значи одговорна реторика, а што е манипулација. Да, во студио на таа тема го пречекуваме еден од водечките комуниколози и експерт за дигитална трансформација, Бојан Кордалов, кој што има долгогодишно искуство секако во јавната комуникација, меѓутоа и во медиумската писменост. Бојан, благодарам за гостувањето и добро ни дојдовте. Благодарам за поканата и драго ми е што отвараме оваа тема, која што се надам ќе направи промена во пресред барем новие кампањи избори. Да, во пресред локалните избори 2025 година, каква треба да користат кандидатите реторика во однос на претходните изборни циклуси и дали треба да има некоја разлика? Па, еве за почеток може да почнат да комуницираат како што комуницираат и сакаат да биде комуницирано со нив. Тоа значи со емпатија, со разбирање, со внимание, со уважување на луѓето, а не само со викање по политичките противници, само со фокусирање на себе, само со на јас и јас его комуникација. Напротив, една инклузивна, нормална комуникација на која што јавноста стрепи со децени да ја чуе и мислам дека одамна се нема случајно. Значи, едноставно треба да се има доверба кон луѓето, комуникација базирана на доверба, која што вели дека она што го кажуваме сакаме да биде слушнато, меѓутоа најважно од се даваме предлози за граѓаните, за луѓето и за подобрување на општините. Тоа е основното кое што треба да биде слушнато и направено. Што подразбираме ако кажеме одговорна политичка реторика и зошто таа е важна на локално ниво? И еве, кампањата не е официјално почната, под прашање во контекст на оно што го кажавме до сега, какви се изгледите на првите изјави кои што доаѓаат од веќе кандидатите кои што ги имаат представено политичките партии? Дали се чувствува некоја промена или повторно одиме кон тоа јас? Не мислам дека се чувствува промена на подобро, напротив мислам дека се чувствува промена на влошување на комуникацијата, бидејќи овие избори по сите параметри ќе бидат многу важни за политичките партии и прашањето дали ќе се случи на долго очекувана трансформација на целокупниот систем. Така што мислам дека партиите ќе стават сериозен влог, all in како се велеше едно време тоа, сите карти на маса, со цел да остварат победа или да ја задржат или да ја освојат власта и тоа дополнително ќе обремени комуникацијата во негативен аспект. Бидејќи секој избори кога вие ќе ставите се на една карта и ќе сметате дека ако останете на власт е прашање на живот, ако изгубите на смрт и обратно, ако дојдете на власт ќе биде подобро, и ако останете во опозиција ќе биде полошо, не носа добра комуникација. Едноставно мора изборите да се разберат дека се надпревар, спортски надпревар, човечки надпревар и дека се случуваат речиси секоја година. И дека гласачите, граѓаните, луѓето се тие кои што даваат и земаат шанса и тоа е нормално. И дека треба во моментот додека ја освоите власта или да ја задржите власта, треба да се борите да докажете дека вие имате најдобрата алтернатива, најдобрата програма, најдобрите кандидати, дека едноставно има зошто вас да ве гласат. Кај нас многу често или најчесто се зборува зошто не треба другите да бидат гласани и тоа е основата на лошата комуникација. Замислете двајца луѓе да разговараат и наместо да зборуваат кај е подобро да се отиде на одмор или кое место е подобро да се посети, разговараат што не е добро да се посети. Че никош нема да дојдат до решението. И кај нас тоа се случува. Што наместо да се разговара и да се комуницира одговорно, како што велевте и во прашањето, се комуницира неодговорно, се комуницира на база на конфликт. Колку повеќе да ги налутам гласачите на мојот политички противник или на моите политички противници. И затоа се наоѓаме таму каде што се наоѓаме, затоа има поларизација, затоа има на прослави, свадби, собирањки, кавги, како не баре се нашле двајца представници на одредена партија и дебатираат наместо да се разговара за теми кои што спојуваат и за програми. Значи, што нудите? Да, ако имате вие две опции, многу полесно ќе кажете се залагам за оваа опција, без пред да објаснувате зошто едноставно сте направили избори, одредена партија или кандидати ви убедиле дека се подобриот избор. Така. Освен фокусот на негативното, како што споминавте и вие, кои се најчестите грешки кои што кандидатите ги прават при комуникација со јавноста, а со оглед на тоа што веќе и сам спомнавте дека речиси секоја година имаме изборни циклуси, што е она што се провлекува низ годините наназад како најчеста грешка? Би ја споменал дефинитивно неподготвеноста. Никаде во светот, каде што имате добри политички модели и добра комуникација, немате адхок кандидати, кои што ги дознаваме буквално пред денот на гласањето.
И тоа е проблем. Ние постојано одиме во еден процес на криење и играње некој шах со кандидатките и кандидатите, наместо да градиме, како се вели, на база на луѓе кои што можат и треба да станат кандидати. И втората работа, потоа влегуваме во оној момент кој што се вели дали ќе бидете вие кандидати, па чекам партијата што ќе каже, чекам лидерот што ќе каже, и буквално ние не можеме да изградиме на добра кампања. Тоа е првата грешка. И втората грешка, кога ќе претерате со вложување во политичка кампања, и во таа ситуација граѓаните се заморуваат од постојаната битка, од постојаното слушање на ова ќе направиме или ова не сме направили, ова треба да се направи, и се влегува во еден магичен круг. И третата финална работа како грешка која што се провлекува е буквално повторување на грешките од минатото. Значи не излекување поуки. Светот отиде многу далеко. Дали сакате отиде на Марс, дали сакате отиде вештачка интелигенција, ние уште ќе имаме сега дилема во партиите дали да правиме големи митинзи, дали да одиме од врата на врата. Значи луѓе, прашајте ги граѓаните. Некој сака да му дојдете на врата. Одете тогаш на врата. Некој не сака да ве види на врата, не одете на врата. Некој се информира онлайн. Значи, адаптирајте пораки за таа публика. Некој се адаптира исклучиво традиционални медиуми. Адаптирајте пораки и градете одлични односи со медиумите професионални за да ја пренесете пораката и да добиете шанса. Тоа е начинот на кој што треба да се функционира. Дали зборувањето со високи политички флоскули локалните лидери го прават намерно, бидејќи веќе сватија дека се обраќаат само на своето партиско членство, се добива впечаток дека низ годиниве наназад партиите како да ги отпиша неопределените гласачи. Дали таквиот начин на комуникација можеме да го сватиме како таква порака или можеме да се надеваме дека се уште ќе се вратиме на некои 15 на години наназад кога имавме некако појасни и поконкретни пораки кои што беа упатувани, некако се комуницираше на поразбирлив јазик? Па зависи од стратегијата на кандидатите. Дел од кандидатите комуницираат разбирливо и нели тогаш напади трпат од рангот на тоа дека комуницираат превонаводници просто и дека немаат фонд на зборови изразување. Други кандидати комуницираат пресложено и неадекватни теми за локална кампања. Значи вие секако дека членството во Европската унија, во НАТО се многу важни приоритети, меѓутоа кога граѓаните очекуваат дали фекалната канализација ќе дојде, дали ќе се среди патот, дали ќе има начин како сијалиците ќе светат и безбедноста локално ќе се подобри, не можете да се фокусирате примарно на тоа дека глобалните теми ќе бидат доминантни. Од друга страна, повторно ќе кажем, кандидатите не се подготвуваат. Значи, знаете како, замислете сега одеднаш одреден човек кој што е специјалист, да речеме здравствен работник, врвен специјалист, кој што немал искуство во комуникација, еве настапни во политичка кампања, одеднаш треба да води кампања. Се тоа е шок и за кандидатите, тоа е шок и за партиите, тоа е шок и за гласачкото тело. Значи, дури јас што редовно имам, да речем, медиумски појавувања, не исто да се појавам на терен и да ветувам. Значи, за тоа треба подготовка, за тоа треба наука, за тоа треба спремање. И едно од најголемите грешки е што кај нас се смета дека секој може да зборува, секој може да води кампања, секој може да дебатира. Не е така. Тоа е вештина. Исто како што е вештина да се направи кафе во одредена институција, како што е вештина да се вози професионално, исто како што е вештина се да се направи. Така што мора работите да се професионализираат и мора многу долгорочно да се работи со кадри. Но во земја како Македонија, во која што иселувањето е масовно, во земја како Македонија, во која што политиката е сведена на плукачка реторика, многу мал дел од луѓето и што останале се професионалци ќе се решат и ќе имаат смелост да влезат во политиката. Не дека нема што да понудат. Туку се викаат зошто да мојот образ да го правам ѓон како што дел од политичарите во минатото го правеле. Неколку пати потенциравте дека кандидатите не се подготвени, меѓутоа сепак тука од друга страна имаме и дигитализацијата и дигиталната комуникација при самата кампања и додека трае циклусот. Дали во тој дел гледате некоја поголема подготвеност за разлика од изминатите години или сепак и тука постојат грешки на кои што треба да се работи? Па тука мислам дека се прават најголемите грешки, бидејќи во традиционалната комуникација или комуникацијата преку традиционалните медиуми и митинзи и други форми на кампања, партиите имаат некој шаблон.
Сега одиме врата на врата, сега правиме митинг, сега средба со граѓани, едноставно, може би не е иновативно, но е она сигурно, играње на сигурно. Сега дигиталната комуникација, тие воопшто не водат грижа за тоа кому се обраќаат. Истите пораки кои што ќе ги дадат на интервју, ги пласираат онлайн. А идејата на онлайн комуникацијата е всушност да многу повеќе вие ја најдете вашата публика. И да најдете кои се групите, кои се поединците што сакаат да примаат пораки преку дигиталните канали. И на крајот на криштата, еве ќе ви дадам два примера. САД, председател Трамп, Обединетото кралство, премиерот Стармер. Значи, тие се едни од првите кои што веќе во брифинзите повикуваат инфлуенсери, други јавни личности, значи не за да кажат дека медиумите се неважни, туку за да кажат дека сите заедно на мапата, сите заедно на сцената можат да одиграат улога во информирањето на јавност. И така ги заекнувате и медиумите, така ги заекнувате и дигиталната комуникација и не градите поларизација и подел. Бидејќи во денешното време во кое што само ви во Македонија имате над 90% луѓе активни дневно на интернет, се менуваат и телевизиите, се менуваат и радијата, и весниците и така натаму. На крај на криштата оваа емисија ние потоа ќе гледаме и на YouTube, што е производ на македонската телевизија, кој што се пласира на дигиталните канали. Че партиите мора да созрат и да ја сватат реалноста и веќе кога се активираат онлайн да знаат што прават таму. Не да кажат, знаеш, се гледам дека моето дете, мојот внук или ми каже комшијата дека тоа е таму актуелно и сега ќе му кажам на тимот отвори ми профил. Не постигнувате така ништо. Дали граѓаните бараат нов тип на политичка реторика? Какво е вашето мислење? Каков е пулсот на јавноста? Кога велам нов тип политичка реторика, мислам на поблиска, поискрена, не дека нашите политичари низ годиниве нема такви кампањи. Гледаме како шетаат миленици, како спортуваат, нели играат фудбал и слично. Прават и некои такви понепосредни средби со граѓани и слично. Меѓутоа, дали сме зрели за некако поблиска и поискрена комуникација кога станува збор? Еве, да го наслушам прашањето, се сеќам 2015 година бев во Атина во Грција и имаше една општина пред Атина и приказната беше дека градоначалникот не може никој да го промени, не знам, над 25 години затоа што не седи во канцеларија. Шета по улица и ако види некаде ѓубре го фрла во корпа, значи светеше. Едноставно хигиената беше на ниво кое што и само поради хигиената не може никој да го промени градоначалникот на тоа место. Зрели ли сме за една таква промена и по различен пристап кон граѓаните? А не, ако кандидатката навистина се однесува така и функционира, тој ќе го прави во кампања. Проблемот е кога лажирате. Тоа е како на социјални медиуми, кога вие можеби не можете од дома да излезете, а на социјалните медиуми промовирате дека се најотворената личност која што е постојано ведра и така натаму. Истата грешка е во кампања. Да, значи, тоа е секогаш кај нас пред сите избори, кај сите политичари, некако не треба да биде така. Поентата на комуникација, поентата на пиар е да ги извлечете позитивните карактеристики на кандидатите, а не да лажирате слика. И тоа е најголемата грешка која што се прави. Значи, вие од политичари кои што не излегле од елитна кафана или не дошле на пазар, не можете да направите народна личност за избори. И од друга страна, од човек, личност која што шета милениче, која што се грижи и комуницира, вие не можете да направите салонски политичар. Значи, едноставно, прво го земате предвид профилот на кандидатката, навиките, и сето она што се стандардни особини, сето она што се навики во функционирањето, потоа ги истакнувате. И најсмешно е, повторно ќе кажам, човек што не отишел на пазар, кој ќе видите во кампања како посетува 3 пазари. Прво не знае што да праша за доматите, не знае што да праша за цвеќињата, што да праша за, значи едноставно седи, не знае дека треба да купи. Сега вие посмешно нешто, тој иде кандидатка на пазар, некој купи кило или чекај сега праши нешто, не бива. Не оди така. Значи, ако имаме кандидати кои што не знаат како тоа функционира, ќе направиме кампања која што ќе ги доближува до народот преку приказните, преку успесите и така натаму. Ако имаме кандидат како човекот кој што велите во општината пред Атина, кој што навистина како индивидуа е теренец, сака непосредно ги преработи, тоа ќе креираме кампања која што нема никогаш да го донесе во канцеларија. Значи, кога ќе се прави средба со целни групи, нема да биде во канцеларија, ќе биде на отворено, ќе биде со стоење. Значи, тоа е умешноста на кампањата.
Тоа е умешноста на трошењето на парите кои што партиите ги имаат во изобилие, особено на деценија наназад преку државниот буџет, преку граѓаните. И не работата, знаете како имам јас толку милиони во джеп и сега ќе правам што сакам. Работата е, ако веќе имате финансиска поддршка, искористете ја за да граѓаните почувствуваат дека ги вклучувате во комуникацијата, дека индустријата се развива, дека навистина нешто правите со тие средства, бидејќи изборите земете Америка се најголем не празник на демократија, него празник на трошење и вложување во тамошните индустрии. Така. Последното прашање, Симона, го имаме подготвено. Да, секако за крај, Бојан, кратки совети 3 во однос на кандидатите на локалните избори 2025 за комуникацијата со граѓаните. Ајде, број 1, прво да се подсетуваат зошто влегле во трката. Значи, што е она што ги мотивира да направат во рамки, ако го освојат мандатот. Втората работа, да сватат дека луѓето се приоритет. Кај нас се заборава дека кога излегувате на говорница на средба, вие нешто имате да порачате, а не дека го гледате политичкиот противник, од другата страна се почнувате вие да се карате како боксерски ринг и автоматски граѓаните остануваат нема публика која што не може да дојде до израз. И третата работа, навистина искрено да влегуваат, искрено да комуницираат. Бидејќи нема ништо полошо од тоа да создавате лажна слика која што не можете да ја докажете. Че ако ви постават прашање дали ќе го направите, дали ќе изградите таква канализација или колектор или што и да е, ќе да кажете реално да, не, и во кој рок и како. Заради тоа што поголемо разочарување кај луѓето од неисполнети ветувања не постои. И затоа апатијата расте во Македонија и затоа многу голем дел луѓето кои ќе ги прашате викаат сите се исти или не верувам дека нешто ќе се промени, подобро да се иселуваме. Резултат на иселувањето во огромна мера се лажните ветувања на политичарите со децении наназад. Кажете искрено, ова може, ова не може, или ова ќе се направи во тој рок, или нема да се направи. Многу подобро отколку да се лажи и манипулира само за да се добие фотелјата. А локалните избори се најблиски до граѓаните. Окото гледа се што се случува во општината каде што живееме, така да ајде да се надеваме на подобро утре. Бидејќи нели некако пиарот кога станува збор за парламентарни председателски избори зема поширок контекст, а некако на локално ниво треба окото да се убеди на човекот што гласа, па ајде верувам дека локалните избори ќе променат нешто во пристапот и во реториката. Да дадеме придонес, веќе го правиме тоа и да видиме. Да дадеме шанса. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро, секако ќе се гледаме за други теми. Нашиот колега Мартин ќе ни ја продолжи оваа тема во продолжение, неочекувано линковско вклучување, ќе ги вклучиме секако и младите за она што го разговаравме досега, како да се мотивираат да гласаат на избори. Мартин, добро ти утро по втор пат, па ајде очекуваме добро надоврзување на темата, на оваа тема, да слушнеме што мислат и младите. Добро утро. Како да се мотивираат младите гласачи да излезат на гласање и дали нивниот глас на вистина се слуша, но и како да се подобри довербата во системот. Токму утрово на оваа тема разговараме со Зорана Антовска, демонстраторка на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Зорана, добро утро и добре дојде во Македонија на утро. Добро утро, Мартин, и добро утро на сите гледачи. Многу ми е драго што денеска имам можност да поразговарам со вас токму на оваа тема. На што се должи тој мал интерес кај младите да излезат на гласање? Дали можеби немаат доволно доверба во системот или пак имаат недоволна информираност? Така, многу е интересно што веќе повеќе години, токму кога зборуваме на оваа тема, се навраќаме повторно на истите проблеми. За жал живееме во ера која што мислам дека на нас младите и на младите студенти, на младите гласачи им нуди премногу информации. Имаме достапност до многу информации, меѓутоа сепак на крајот се навраќаме на недовербата во системот, кој што веројатно не сме задоволни и да ги нуди решенијата кои што ние ги бараме, како сето тоа го имплементира во стварноста. Така што мислам дека младите луѓе пред се не излегуваат на гласање ради недовербата во самиот систем, а не толку поради апатичноста
или нели малкуте информации кои што ги имаат. Сега како да ги мотивираме да има поголемо учество на младите во изборите? Дали сметате дека можеби треба да се промени нешто во традиционалните кампањи? Да, секако, затоа што младите луѓе, нели, современото општество бара и современ пристап како да им пристапиме на младите луѓе за изборите и нели самите процеси, пред се општествено-политички процеси да ги направиме поинтересни. Така што мислам дека веќе оние нели како се самите кампањи засновани во нашето општество е веќе до некаде нели здосадено на младите гласачи и тука пред се би споменала дека дури и нели кампањата на социјалните медиуми кои што ги имаат сепак се заснуваат на истиот наратив, така што би рекла дека променувањето на наративот би донел до поголема заинтересираност. Кога велам промена на наративот, пред се мислам од пристапот млади за млади, нешто кај нас кое што дефинитивно ми недостасува. Ние многу ретко гледаме дека всушност младите луѓе се оние кои што ги носат политиките и се активни за нели застапници на политиките за младите. Секогаш нели има некој повозрасен од нас кој што подобро знае што е доброто за младите. Така што верувам дека тоа прави една голема демотивација кај младите луѓе да излезат всушност на гласање. Понатаму исто така е доста интересно еве во пресред на локалните избори нефункционалноста на младинските совети, кои во што таа насока беше и моето следно прашање, колку е слушнат гласот на младите и што треба да се направи за истиот да биде слушнат со оглед на тоа што имаме закон за млади, за младинско учество кој предвидува отварање на совети, односно формирање на совети за млади во општините, понатаму назначување на службеници за млади, но и формирање на младински центри во секоја една општина на територијата на Македонија. Колку тој се спроведува во пракса и какви се резултатите од овој закон? За жал, законот беше донесен на едно одлично нели ниво во времето во кое што се носеше, меѓутоа за жал мојата перцепција е дека се помалку и помалку млади луѓе се всушност запознаени со постоењето на овој закон, а тоа пред се должи на лошата имплементација во самите општини. Многу голем број од општините се уште немаат совети за млади. И најголемиот проблем е што токму тие совети за млади треба да бидат оние кои што ќе ги застапуваат младите во општините. Многу често на овие совети се гледа како на нешто кое што само треба нели да постои, да го имаме и младите нели да бидеме само како еден репрезентативен примерок со постоењето, меѓутоа тука недостасува пред се транспарентноста и исто така според мене недостасува и недоволната нели суштинска функционалност каде што се повеќе и повеќе млади требаше да се приклучуваат на овие совети и кога велам транспарентност велам што тие совети каде што постојат всушност направија, нели како го добиваа својот буџет, дали тој буџет беше доволен за да се постигне се што им е потребно на младите. Мислам дека во оние општини каде што функционира транспарентност и не говори баш нели многу за нивната работа, затоа што на крајот на денот се сведува на неможноста за имплементација на поголемите проектни обврски кои што овие совети ги има. Кажете ми, Зорана, што треба да се промени во изборниот процес за да се привлечат се повеќе млади гласачи? Дали може би технолошкиот пристап или пак воведување на еден вид електронско гласање со цел поголемо учество на младите? Пред се првата работа која што треба да се воведе е поголемата проактивност на самите партии кои што нели сакаат да допрат до младите, нели веќе да не даваме само реактивни одговори на она кое што се случува во моментот на избори, туку да бидеме многу повеќе проактивни во однос на потребите на младите. И веројатно да останеме на оние работи кои што сме ги ветиле, нели подобро да ветуваме помалку, меѓутоа тие работи на крајот сепак до крајот на нашиот мандат да бидат исполнети. Дефинитивно мислам дека пример воведувањето на електронското гласање би било одлична работа за младите луѓе, затоа што нели нормално
технологијата моментално го освојува светот, така што не мислам дека треба да заостануваме. Меѓутоа, дури да се случи тоа, мислам дека самата недоверба во институциите нема да ни нуди доверба дека и овој систем би функционирал, така што не верувам дека во моменталната ситуација, дури во введувањето на електронското гласање ќе ја зголеми нели активноста на младите, туку напротив може да поводи многу нови стравови и многу нови проблеми. И за крај на ово наше линковско вклучување, ги споменавте претходно социјалните мрежи, кампањите што се одвиваат на социјалните мрежи, рековте дека се буквално се пренесуваат онака како што е всушност на терен. Како треба да изгледаат кампањите на социјалните медиуми? Онако што недостасува на социјалните медиуми е некоја идеја и визија и мисија каде сакаме ние со младите луѓе кои што останаа овде да соработуваме и како ние всушност планираме да ги вклучиме во иднината и како планираме после изборите ние всушност да ги направиме оние промени кои што сме им ги ветиле. И нешто кое што особено многу ми недостасува е да видам некој политички коректен речник на социјалните медиуми, затоа што единственото што можеме да го забележиме, особено во време на избори, е нели оној говор на омраза, кој што многу често може да се преслика и на младите за уште поголема демотивација, затоа што нели дали нашиот глас на вистина вреди, и дали нашиот глас на вистина нешто ќе промени кога живееме во вакво општество, а социјалните медиуми се многу добар пример како всушност нашето општество функционира. Зорана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија научи. Ви благодарам и вам. Колеги, разговаравме со Зорана Антовска, демонстраторка на правниот факултет при УКИМ, а наша тема беше како да се привлечат младите гласачи за да излезат и да гласаат. Сега предлагам заедно да ја погледнеме ние и анкетата на колешката Тијана, ги праша граѓаните какви промени посакуваат после локалните избори. Изборите се наближуваат, а граѓаните со своите очекувања. Сега ќе слушнеме кои се тие. Што би сакале да се промени, позитивни работи, што ви пречат, што би сакале да видите како промена, не е политичка? Како промена? Па да се врати на цена човекот пред се, да бидеме прво луѓе, да се помагаме едни со други, да не бидеме себични премногу. Се надам дека системот конечно ќе проработи во целата држава. Што би можело да се направи од страна на државата за да се подобри животот на граѓаните? Во кои аспекти би требале да бидат тие промени? Довербата меѓу луѓето дека ќе имаме правна држава, дека нема да е политиката на прво место. Некоја довербата едноставно, образованието да биде на подобро ниво, судството, кај што ни знаат едноставно вредностите, значи знаењето да биде пред се. Па се надевам дека ќе дојдат и тие подобри времиња некогаш кај нас. А кои се вашите очекувања по изборите? Какви очекувања, што очекувате да видите од кампањата? Што мислите дека е најпотребно? Стандардно исти се сите се додека да ради кампањата, ова ќе биде, оно ќе биде, после тоа другаче ги работите, не е тоа што го обеќат. Али сепак подобри се, мислам, подобри се времињава. Тоа е најпотребно моментално на нашиот народ, кој што треба да се очекува да го видиме во престојниот период. За народот. Тоа е стандардот, платите, ама тоа пак е поврзано со други работи. Платата е поврзано со продуктивност, со производство, со вработеност, со обработување. Значи, сите работи се поврзани. Не може да се гледа парцијално. Едно е вака, друго е така. Значи, тоа е се вработеност да има поголеми плати, да бидат цените помали. Како ќе помали? Ако има поголема вработеност, поголема продуктивност, ќе бидат цените помали. Ќе има поголема понуда на пазарот, таму ќе дојде и помали цени. Тоа е се економијата поврзани се работи. Значи, не може едно без друго. Не може да се каже да платите, ќе дојде до инфлација ако се каже да доаѓа до зголемена поборувачка. Ако има поборувачка зголемена, се покачуваат цените. Шом ќе се каже цените, доаѓа до инфлација и така се вртиме во круг. Кои промени би сакале да ги видите сега по изборите за да се подобри животот на младите, односно на вас? Што би требало да се смени за да живеете поубав живот? Све треба да се смени. Нема доволно атрактивни места каде да се одат. Каде да се оди. Не, чистотата во градот не ми се допаѓа и тоа треба да се смени. Не е чист градот. Треба да се среди чистотата во градот.
Следуваат вести во 8 часот. Останете со Македонската телевизија.